Стадион. Емисија за вашата вистина. Инаку, ако мене ме прашате, сега во Европа има апсолутно сите поддржуваме зелена енергија, обновливи извори, но според мене тоа треба да оди чекор по чекор. И сега во Европа имаме екстремно високи цени и еден од начините кои што го прават земјите членки на Европската Унија е повторно да ги вклучуваат исклучените термоелектрани. Така да требаше, според мене, да се внимава кога ќе се исклучуваат термоелектраните, да има малце подобар пристап, но како и да е. Сега да кажете дека многу нагло го направија тој... Па голем дел на термоелектрани беа затворени во Европа, но кога затварате вие термоелектрана, јагленот си е ваш домашен и се зголемувате енергетската независност. Бидејќи си е ваш ресурс. А гасот во најголем дел во Европа се увезува, така да и зависите од некој друг. И зависноста ваша е по-голема и сте изложени на по-големи надворешни влијанија. Така да, за жал, тоа се случи, но верувам дека некаде од по завршувањето на првиот квартал од април-мај ќе започне намалување на овие лоши трендови во однос на цената на електричната енергија, па да видиме како ќе се издржи во наредната година. Русија спомена, она има проблем со електричната енергија. Русија нема проблем. Со енергија и со енергенти нема проблем. И со електрична, затоа што он има нуклеарки, има... Да. Аха. Кај нив колку е цената? Па некаде околу, што гледам некои податоци, околу меѓу 50 и 60 евра за мегават час. 70, да. Во регионот како стојат работите? Има ли земја која што нема, до вчера тврдеше Вучик дека нема проблеми Србија, Значи, за еден ден направија и таму? Значи, во регионот сите земји имаат пред се соочуваат со ценовна криза. Во Македонија, во Србија имаме термоелектрани кои што се стари и термоелектрани кои што користат јаглен. Овој јаглен кој што е при крај со резерви во Македонија и во Србија е со нешто полош квалитет од тоа што бил претходно и сето тоа влие на лошото работење и честите испади на термоелектраните. Инаку овие испади се случувало и во претходни години и во Македонија, и во Србија, и во Босна, но цените на електричната енергија биле многу пониски и не било проблем да се увезе електрична енергија и тоа си било дел од тековното работење. За жал и нашите пријатели, нашите соседи во Србија имаат веќе неколку дена проблем со нивниот најголем термокапацитет и една од причините... Падале 6 блока на Никола Тесла. 6 блока, да, 1500 мегавати. Тоа е 4 пати како регбит. Као 2 битоли. Повеќе од 2 битоли со 3 блока да испаднат. Една од причините е што расте цената на Хупекс е што Србија непланирано драстично си го зголеми увозот на електрична енергија. Значи има енергија има, но трговците се помалку според мене и шпекулативно се однесуваат. Сега трговците со електрична енергија бараат однапред да им се плати електричната енергија. Ако не се плати однапред, работат со високи маржи, со високи заработки. Така да во регионот во принцип покрај ценовна криза која што има сегде во Европа, се соочуваме со нестабилно домашно производство на електрична енергија. Прашање како може да му се случи тоа на да им се случи на Србија или Босна и Херцеговина, кој што има големи хидропотенцијали, или Босна нема никакви проблеми? Босна во најголем дел во Република Српска е хидропотенцијалот и во ред цела година и сигурно заработуваат сега и сериозни пари. А термокапацитети има малку во Република Српска и поголемиот дел е во Федерацијата во Босна и Херцеговина, но и таму се стари термоелектрани кои што се релативно слични проблеми како што ги имаме ние во Македонија, во Србија и слично. Но факт е дека пред
една година да почневте да барате, да градите термоелектрана, ќе се соочевте со сериозен проблем, бидејќи ниту една европска банка, ниту една Не дава банка пари не дава пари за инвестиции во термоелектрани. Со фосилни горива, тоа е... Да, и тоа е. И мислам дека тој тренд и понатака ќе продолжи, но Европа ќе мора да биде малце да извлече поуки од ова искуство и да започне и други инвестиции во однос на обновливите извори на енергија. Оваа прошетка по светот да ја завршиме и со Соединените американски држави, и таму бе порасната цената. Значи во И во најголем- Канада е слушно, во Канада има пораснати извори. се, но не се како во Европа. Европа е под најголем удар. Да речеме, во Турција нема раст на цените на електричната енергија. Турција е зависна од снабдување. Турција во долг период, последниве 20 на години, го дуплираше својот инсталиран капацитет на производни капацитети, така да релативно е независна, не увезува многу и цената е стабилно околу 65-70 евро. Но имаат проблем со лирата. Да, инфлација имаат они девалвација на лирата. Кажете ми сега да почнеме поред, како се снаоѓаат државите со ова енергетска криза? Домашното производство крахира, увезуваат, штедат, замрзнуваат цени, да почнеме ова да го објасниме право. Што е замрзнување на цените? Ова е сега актуелно што се случува во Бугарија. Зошто во Бугарија е возможно замрзнување на цените, кај нас не е возможно? Во Бугарија, значи... Термини некако се... Сега, Може би не се малце точни термини. и доста се мешаат работите, значи еден од начините да се спречи ценовен шок е и да ги замрзнете цените. Сега во Бугарија, значи пазарот на електрична енергија и за домаќинствата е либерализиран и домаќинствата немаат универзален снабдувач. А да објасниме, значи, кај нас е либерализирано само за фирмите? Не, кај нас е либерализирано и за домаќинствата, но домаќинствата ако не ќе додат на слободен пазар, постои ева на хом. Во Бугарија нема некој кој што води грижа за нив, туку сите отидоа на слободен пазар. Тоа што значи? Дека секој треба да плати, да купи електрична енергија, таа електрична енергија да помине низ жиците, низ преносна и дистрибутивна мрежа и на крајот се добива крајна цена. Регулаторите во Европа и кај нас, ние сме одговорни да определуваме тарифи, цени, само за користење на мрежите. Во Бугарија нема регулаторна комисија. Има регулаторна, која Цената што која определува Значи, во Бугарија, цената на мрежарината, на користење на мрежите, ја кажува регулаторот. А домаќинствата сами си купуваат снабдувачите. Кај нас оваа цена, која што ја дава ЕСМ, например, од 41 евро, Сега, толку предложи. тоа е набавна цена, во Бугарија е далеку повисока, бидејќи купуваат на слободен пазар. И од токму од тие причини, парламентот во Бугарија кажа дека фактички оваа набавна цена, таја се замрзнува. Сакате Да не може да бидеме појасни. Во Бугарија, тие кои што произведуваат електрична енергија, не се должни како кај нас ЕСМ 60% или колку е процентот, да го дава. Во Бугарија нема такво обврски. Кај нас, за да се заштитува државата од потрошувачите пред се домаќинството од ценовни шокови, во нашиот закон има модел ЕСМ да дава одреден процент и за 2022 беше 60%, но ЕСМ, како и рече си Сега секој рече години 100%. предходно дава 100%. Бидејќи ако кажеш ЕСМ сега ќе обезбедам само 60%, замислете што ќе се случеше ако тие 40%, а тоа некаде би биле околу 1.200 милиони киловат часови, ги набавуваше, се набавува од увоз по цени еве да не било 500 евра за мегават час, нека биле 300 евра за мегават час, тоа би бил сериозен потоп. Ефтината тарифа. Ќе остане, ќе се избрише, Значи имаме ќе се воведе скалесто плаќање, на пример во Србија е скалесто според потрошувачката. Ако трошиш повеќе, плаќаш повеќе. Кој е планот? Значи ефтина тарифа имаме
единствена земја во регионот која што има и во Европа ефтина тарифа во тек на ден од 14 до 16 часот и имаме ефтина тарифа од 22 до 7 наутро и цел ден недела. Значи ефтината тарифа во ноќните часови и ефтината тарифа во текот на цел ден, во текот на денот недела апсолутно дека ќе остане. Правиме анализи какво влијание има ефтината тарифа од 14 до 16 часот. Затоа што апсолутно имаме тогаш зголемена потрошувачка на електрична енергија и таа електрична енергија потрошувачите ја плаќаат околу 2,8-2,9 денари за киловат час, а ние во тој период таа електрична енергија зголемена потрошувачка ја плаќаме со увоз. Го немаме домашно производство и како што ви кажав, увозот изнесува во просек негде во последниве неколку месеци околу 15 денара за киловат час и сега имаме ситуација купуваме струја за 15 денари, А ја продаваме за 2,8-2,9, малце економски Што се анализира и може таа дневна ефтина тарифа да се избрише. Правиме анализа да видиме какво влијание има на целиот електроенергетски систем. За скалесто Значи плаќање, таква дали се опција мисли? разгледуваме, анализираме. Што би значило тоа? Ако Тоа троши би значило до дека ќе има до одредена потрошувачка, пониска до одредена потрошувачка, ќе имаат една во сума цена да бидеме до просто име 2000 денари месечно ако плаќа некој до или така Не, ли па ќе сега ќе видим просечна потрошувачка на едно домаќинство е околу 430 киловат часови, во пари тоа е? па тоа во пари негде ќе дојде околу 2000 денари да речем. Значи да упростим над Просечна 2000 ако ќе биде поскапо. Ќе има како ќе се зголемува потрошувачката и тоа само во скапа тарифа, во ефтина секогаш ќе има Исто. иста цена со цел да им помогнеме на граѓаните и да префрлат својата потрошувачка во периоди кога најмногу му одговара на системот, инаку тоа функционира во Србија доста долг период, исто така функционира и во Дали трошоците на регулаторните компании на МЕПСО и на Евана, например, е универзалниот оператор за загуби на енергија ќе се одразат на крајната цена кај домакинствата? Па значи таму имаме за набавката на загуби имаме најсериозен проблем, бидејќи ако минатата година купува електрична енергија за покривање на технички загуби, да ги речем, по околу 55 евра, сега купуваат по 220, 230, 300. Вчера на тендерот на МЕПСО се јавија и понуди од 516 евра за мегават час, така да прави сериозен притисок тој дел, бидејќи тие загуби на електрична енергија мора да ги набават, инаку според тоа што доставија во своите барања, МЕПСО бара 60% поскапо, Евана колку бара? и МЕПСО, електродистрибуција, за дистрибуција на електрична енергија бара 100% зголемување и тоа го оправдува со зголемени трошоци за набавка на загуби од 134 милиони евра, а кај МЕПСО се зголемени трошоците, они што доставуваат своето барање за околу 5-16 милиони евра. Но тоа е што бараат компаниите. Ние сме како што ветивме, оваа недела јас бев присутен во јавноста, како што ветивме дека најтранспарентно ќе информираме јавноста што е поднесено како барање до регулаторната комисија за енергетика и тие анализи сега што не следат ќе ги правиме во следните 7-8 дена и ќе излеземе со конечен став колкава треба да биде цената на електричната енергија. При тоа ќе ги искористиме сите механизми кои што ни стојат на располагање да не предизвикуваме ценовни шокови. Ќе биде повеќе од 10%, еве политичарите дават изјави битичи дека Значи, ја пак ќе сакам- биде најефтина во регионот. Меѓутоа има едно конкретно прашање. И да биде 10% сега, и 13. И ЕСМ побара 13,5 како беше. 13,5, да. Не е само тоа прашањето. Дали само сега ќе има покачување или ќе има и во април? Ќе има повторно нивелирање. Ќе има и во јуни. До јуни завршува ДДВ-то е 5% сега. ДДВ-то ќе треба да се врати на 18%. Да, ќе видиме тоа околу 9. Тоа ќе го реши владата,
Значи ние сега ќе гледаме да добиеме една цена која што ќе ги покрие трошоците на компаниите, понатака ќе воведуваме како што кажав и пред малку и вие како што кажавте, анализираме воведување и на скалесто тарифирање, само пред се да видиме како ќе се одвиваат цените на електрична енергија на слободниот пазар, затоа што ние како Може ли се нови изненадувања или кои се прогнозите? не би требало. Значи сега прогнозите Зимата ако помине после би требало да падне или треба да падне цената на електричната енергија, но нема да се врати на ниво од 50-55 евра, сега тоа да го заборавиме, може да падне околу 130-140 евра. До летото некој да кажал минатата година или во мај да кажал дека цената ќе дојде до 150 евра, ќе било невозможно, нема шанси. Ама сега збориме за цена 500 евра за мегават час, така да не сакам да шпекулирам, не сакам да кажувам предвидувања, затоа што реално никој не ги знае. Она што е логично, што може да се очекува во регионот, вообичаено во април доаѓа период на големи води и тогаш се зголемува хидропроизводството во целиот регион. Значи ќе имаме производство, ќе се зголеми, потрошувачката ќе се понудата ќе намали, биде поголема, да. ќе се намали заради намалување на потрошувачка, бидејќи завршува грејната сезона, така да очекувам дека ќе имаме поголема понуда, а помала побарувачка и така да тоа да има влијание на намалување на цените на електричната енергија. Долговите, или тоа е деловен однос, на компанија би имам прашање, кои што не испорачале се должни, кон МЕПСО, например. Зборувам за компаниите кои што се вклучени во пазарот со електрична енергија. Ја колку што имам информација, Имале милионски суми долгови. апсолутно, и тие долгови мора да се ги платат компаниите, тие што му должат на МЕПСО да ги платат. ЕСМ правеше проблеми, одеше во дебаланси и ЕСМ си го покри својот трошок. Значи, нема да оди тоа на грбот на граѓаните. Тоа ќе биде на тој снабдувач или тој производител, како што бил ЕСМ, тој што сгрешил ќе се плати. МЕПСО на крајот на денот треба да е неутрален од сето тоа да биде нула. Кој сгрешил си плаќа и тоа е тоа. А ова увезувањето или крадењето на И па ето за тоа не е крадење, тоа имавме дебаланс, го предизвика ЕСМ во најголем дел и одредени снабдувачи. Ќе треба да се тужи да како ќе се државата не, ЕСМ МЕПСО ја достави фактурата на ЕСМ си ја плати, нема што да се тужи. И ЕСМ и МЕПСО тој трошок што го направил кон ЕНЦОИ, така се вика тоа здружение на преносни систем оператори, си го покри. Значи тука сме чисти. А другите компании, приватните тие? И приватните компании во најголем дел колку што се ги знам се ги покриваат трошоците кон МЕПСО и мора да се ги покријат, нема друго, доколку не ги покриваат, МЕПСО мора да се покрене соодветни постапки. И тие и доколку и не ги наплати, тоа ќе се биде загуба на МЕПСО, нема да оди на грбот на потрошувачите. Колку е производството на струја во моментот? Мислам дека нешто зборувате за тоа. Во Македонија. Во 2020 ја завршивме со вкупно домашно производство околу 5500 гигават часови. На ЕСМ, конкретно, ако ме прашуваат за производството, беше околу 3600 гигават часови. Да, факт е дека е ниско и ние во нашиот годишен извештај дадовме една кратка анализа како се движело производство на електрична енергија, набавка на електрична енергија од увоз од 2010 до 2020 со констатации кои каде имаме најголеми проблеми. Најголеми проблеми имаме во намалено производство на термоелектрани. Во моментот колку од увоз Македонија? Па некаде се движиме околу 30%, ја гледав се некои податоци се објавува 50-60%, не е 50-60%, затоа што постојано во овој период работи тето кој што е домашен производител. Конкретно прашање, ветерниците, колекторите сончеви, тие компании, ќе имате врска процент да го дават по повластена цена на... Значи сите овие
од таа процедура, затоа што тоа си е странски, еве тето, он си произведува по која цена сака. Значи, Само тоа кратко да го објасним. на кратко, ние до скоро имавме концепт Затоа што и Рафаеловски рече, тоа си е приватен и он си ја... со новиот закон за енергетика не постојат повластени тарифи за ветерни електрани и за фотоволтаици. Ветерните електрани и фотоволтаиците си продаваат електрична енергија на слободниот пазар. Кај нас нели има концепт на премиум, се распишаат тендери за на приватно земјиште да се градат фотоволтаици и на државно земјиште, и таа аукција за државно земјиште заврши со негативна аукција. Државата место да дава пари за како субвенција доби околу 3 милиони евра. Така да во најголем дел овие ветерните електрани и фотоволтаиците ќе се продаваат на слободниот пазар, секој со својата среќа. Ако биде 500 ќе се продаваат. Ќе се продаваат, они ќе се водат грижа. За крај да завршиме со водните услуги. Имаме едно конкретно прашање. Зошто ще плаќа толку висока цена на вода? Вие утврдувате цената на водата. Меѓутоа бевте актуелни и за време на локалните избори во дебатата во Куманово, кој ја качил струјата таму. Советот, регулатор на 20 кандидати за градоначалници. Значи регулаторна Во комисија... секоја дебата тоа кажува. Ајде кратко за тоа. Вака, значи регулаторна комисија за енергетика определува опсек на цени, минимална и максимална. И крајна цена не определуваме. И вообичаено минималната цена е нешто пониска од постоечката цена, а максималната е повисока од постоечката цена. Понатака, комуналното предпријатие кое што работи со водата определува цена во рамките на оваа минимална и максимална цена, која што како предлог ја доставува до Советот на општината. И мора да биде помеѓу тој опсек. Ние не определуваме колку ќе биде крајната цена во ниту една општина. Кажуваме минимална и максимална, и потоа советите на општините определуваат која ќе биде крајната цена. Како што кажав, внимаваме да бидеме секојаш опсегот во минимална и максимална цена во средина негде да и постоечката цена. Последно прашање, секој што сум чудел, која беше нафтата на светските берези $140. Поевтина беше кај нас. Сега е пониска нафтата, поскапа е кај нас. Чудни ми се малку тие. Значи, ние определуваме... Беше еден период кризата, кој беше 140 беше барел. Пак не беше толку скапа како што е денес. Значи, Многу брзо расте, споро паѓа, тоа сакав да... И се плашам дека и со струјата ќе биде така. Не можеме да влијаеме, едноставно за нафтата ние определуваме цена за секој нафтен дериват, за дизел и за бензин, и врз основа на податоци кои што ги објавува ПЛАЦ за Медитеранската берза. И тие ги објавуваме со секоја наша одлука и тамо не можеме никакво да влијаеме. Но исто така треба да се каже дека цената на дизелот и на бензините во Македонија е убедливо најевтина отколку во останатите земји и во регионот и во Европа. Кај нас одредени давачки се зголемија... Во Турција поради инфлацијата сега. Добро, па во Турција, да. Инаку во Турција вообичаено во нормални услови имаше една од највисоките цени на дизел. Давачки се зголемија рекорд. Да, имаше едно зголемување на акцизата од 3 денари и потоа се воведе скалеста акциза за дизелот со можност доколку паѓаат цените на светски берзи да се зголемува акцизата, но во моментов бидејќи цените се високи, акцизата за дизелот е на исто ниво, нема зголемување. Че прогнозите за електрична енергија се дека ќе има смирување март, април до јуни уште повеќе. Ако има смирување, ќе може да се намали цената или еднаш каче да нема намалување? Не, да видиме колку ќе се намали и колку ние сега ќе влеземе во нашите пресметки со трошоците за компанија. За нафтата? Има ли предвидување? За нафтата имаше одреден тренд на зголемување по активирање на државните резерви на Соединетите Американски држави пред 2 до 3 недели се намали цената на нафтата и веќе имаме еден тренд на зголемување на цените, па ќе видим. Значи таму диктира производството на ОПЕК плюс земјите, ако се договорат да го зголемат, а не ми изгледа дека ќе се договорат, затоа што имаат, сега да не забораваме, во 2020 година имаше период на екстремно ниски цени за нафтата, така да инаку мене ме иритира што
и со снабдување со електрична енергија и сите претрпеа загуби во 2020. Не во Македонија, во Европа и во светот, ами имаат една одредена лакомост, сите тие загуби сакаат да ги покријат и да направат екстремни профити за многу краток период и за жал тоа секогаш е на грбот на Ако пресметаме граѓаните. сега на крајот или уште е рано, колку повеќе не чини овој енергетски шок Македонија? 70 милиони, 100 милиони, 200? А како зголемени трошоци на системот, имаме до сега зголемени трошоци пред се заради набавка на електрична енергија од надвор, околу на годишно ниво, доколку се преслика сето тоа, имаме околу 230 милиони евра, кои што не би ги имале доколку би имале нормални цени. Стадион. Емисија за вашата вистина.